Ние како влада сме само посредници помеѓу синдикатите и работодавачите во нивниот договор за висината на минималната плата. Би биле себични и за нас како влада, подобро е минималецот да е повисок, изјави премиерот Христијан Мицкоски на прашањето колкава минимална плата треба да има. Нас како влада ни одговара зголемување на минималната плата, бидејќи ќе имаме поголеми приходи во рамките на буџетот. Ние сме работодавач на 100.000 вработени, а државата има 705.000 вработени. Значи тие 600.000 ќе дојдат кај нас. Ако гледаме себично, тогаш можеме да кажеме од утре да се зголеми, но ние велиме, ние сме влада која што во рамките на социјалниот диалог посредува помеѓу работодавачите и работниците. Така што секој договор што тие ќе го постигнат, стоиме на ставот дека ние како влада ќе го поддржиме. Така што тука не би имал многу што да додам. Во делот на статистиката, Евростат е немилосреден и таа е единствена релевантна институција во Европа која што вели дека потрошувачката кошница во Македонија, во Европа е најниска. И ако ја споредиме со потрошувачките кошници во регионот, е далеку пониска. Да речеме со Албанија, со Бугарија, со Грција, со Србија и така натаму. Или ако некој европски просек е 100, потрошувачката кошница во Македонија на ниво на под 75, отприлика 74% поени од таа потрошувачка кошница. Цитирајќи го Евростат, Мицкоски аргументира. Исто така Евростат има објавено за првата половина на годината куповната моќ на минималната плата колкава е. Анализирани се 27 земји во Европа кои што имаат имплементирано минимална плата. Ние се наоѓаме на средината и сме далеку поконкурентни, да речеме, од Бугарија, Србија, Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Албанија и така натаму, сме рамо до рамо со Грција, да речеме. И единствена земја која што споредено прва половина 25-та со прва половина 24-та куповна моќ на минимална плата има зголемување. Кај сите има или стагнација или намалување. Новото зголемување се очекува да се случи во март согласно законот за минимална плата, за кога министерот за економија Бесар Дурниши најави дека од сегашниот ќе биде поголем помеѓу 1500 и 2000 денари.